Среќа е кога она што го мислите, она што го кажувате и она што го правите се во совршена хармонија. Вака сметал Ганди, а ние ќе го искористиме да ви го најавиме она што следи во приказна. Денес ќе зборуваме за среќата. Нашиот народ, без да дзирка во медицинските енциклопедии, знаел да пее дека среќата со пари не се купува. Има ли вистина во ова? Ви откриваме во истражувањето кое што го подготвивме. Сите сакаме да бидеме среќни. Што е всушност среќата е она поширокото прашање, бидејќи тоа е релативно и многу индивидуално за сите луѓе. Ние знаеме денес многумина да кажеме среќа за мене е да имам тоа и тоа. Среќа за мене е да сум најдобар во тоа и тоа. Но среќата е всушност личен избор. Лично согледување на среќата. Среќата не мора да значи дека тоа треба да се многу нешта содржани во поседувањата кај човекот. Среќата е наш личен избор. Колку ние се придвижуваме кон нејза. И не зависи секогаш среќата, односно можеби и никогаш според нас психолозите од надвор, од надворешните влијанија од другите луѓе. Туку таа е длабоко во нас. Ние многу често ја бараме надвор од нас, но таа е токму во нас. Бутан се смета за иницијатор на Меѓународниот ден на среќата кој е воведен во 2012 година. Обединетите нации со прогласувањето на Светскиот ден на среќата го признаа стремежот кон среќа како една од основните човечки цели, упатувајќи молба до своите членки да имаат национална политика и да водат сметка за тоа. Секоја година Обединетите нации ја мерат и споредуваат среќата на различни земји во Светскиот извештај за среќа. Целта на ова истражување за социјална, економска и еколошка благосостојба е да ги поттикнат земјите да постават цели за зголемување на среќата, затоа што сметаат дека среќата е основно човеково право. Среќата да може така баш да помогнеме, да подариме некому нешто, да бидеме хумани, човечни, тоа е, мислам, најбитното. Како нација смо задоволни, а не смо сретни, а среќа е тоа што сваки дан дочекамо живи. Велам дека не сме среќни, нити задоволни. За жал, ова година што ни помина, ни донесе многу лоши работи и во општествениот живот, и со короната, да ја спомнеме. Да се надеваме дека следната година ќе ни биде многу поубава, а од друга страна на наши години стварно е среќа да доживееме следниот ден, да сме живи и здрави. А за вас, младите, све најдобро. Според последниот светски извештај за среќата направен по традиционалната анкета на агенцијата Галуп, Македонија е едно од најнесреќните места за живење. Нашата држава се најде на 75-тото место од вкупно 95 рангирани земји. Извештајот беше објавен во јули 2021, а според него топ 3 најсреќни места за живење се Финска со оценка 7,89, Исланд со 7,58 и Данска со 7,51. Зад нив се Швајцарија, Холандија, Шведска, Германија и Норвешка. Генерално, скандинавските земји скоро редовно го имаат приматот на врвот во составот на ова истражување. На Балканот граѓаните на Хрватска се најсреќни на 23-тото место со оценка 6,51, а неколку места зад нив се и словенците на 26-тото место со оценка 6,46. Потоа следува Косово на 31-то место, Србија на 42-то, Босна и Херцеговина на 58-то и Албанија на 63-то место. Македонија е најдолу од сите, односно на 75-тото место. Ја мислам сепак финансијата одлучува све. Али вработен мора да биде вработен. Па сега тоа е жери. Како нација што мислите? Колку сме среќни генерално? Ја мислам 50-50. Не е среќни затоа што има сиромашија тука, дека луѓето имаат мали приходи, тежок живот, тешки живеачки. Од земјите надвор од Европа, само Нов Зеланд се најде меѓу првите 10. САД се искачиле на 14-тото место, а Канада е падната на 15-тата позиција. Во Азија најдобро се живее во Тајван, кое што се најде на 19-тото место, а во Африка најдобро место за живење е Нигерија, кое што се најде на 59-тата позиција. Истражувањата на позитивната психологија покажуваат дека позитивните емоции можат да помогнат во здравјето.
Идентификувани се неколку позитивни емоционални состојби кои можат да придонесат за поголема емоционална еластичност, здравје и исполнетост. Среќата, ја би сакал да кажеме како пари. Знаете, парите не доаѓаат директно. Така да и среќата мора човекот да се вложи во нешто. Дали ке е мисија, дали ке е нешто во кое што ќе се впуштиме, нешто во кое што сакаме да станеме добри. Многу е важно во животот да имаме нешто кое што сакаме добро да го искреираме. Сакаме да направиме да изгледа како што треба. Некој наш продукт во нашиот живот. Кога ќе се вложиме во тоа, знаете како и во животот, парите доаѓаат од нешто кое што е добро сработено. Така да и среќата, барем еден дел, знаете, доаѓа од добро сработена работа и човекот е среќен, но исто така, мислам дека среќата доаѓа и од ставот на човекот. Луѓето кои се среќни имаат тенденција да живеат подолго и имаат помалку здравствени проблеми. Читав еден имаше убав надпис за позитивните ефекти на смеењето. И да ви кажем, имаше огромен дел, не ми текнува точно кој бе, но знам дека беше една интересна статија каде што колку позитивни работи самото смеење може да предизвика врз организмот. Едното беше самата масажа на лицето, не, јас сега се смеам и работат многу мускули на моето лице. Како и да е, умот, јас кога студирав медицина, фактички пишуваше дека исто така имаше даден број на болести каде што етиологијата или причината не беше позната. Така да секако дека психосоматиката е позната, нели? Како психосоматски болести, психоум или душа, сома е тело, така да секако дека умот или душата влие на телото и на позитивен и на негативен начин. Ако ние кога почнуваме да мислиме нешто негативно, некогаш ќе не фати некоја негативна енергија во нашето тело и тоа го чувствуваме. Но истото се случува и ако ние се чувствуваме убаво, не? Сигурен сум дека сега има откритија, веројатно и докажување каде што ќе видиме колку мислата е во корелација и поврзано со многу механизми во телото. Навистина, посрекните луѓе имаат помала веројатност да имаат висок крвен притисок и срцеви проблеми. Ова прашање ни беше поставено на тренингот за лайф коучинг на модулот среќа. Колешката до мене кажа дека за неја е среќа кога јаде чоколадо. Јас кажав дека за мене е среќа кога ќе го почувствувам локусот на контрола внатре, односно кога јас можам да управувам со сопствениот живот. Така што среќата има разни форми и разни ликови. Има всушност ликови колку што има луѓе на планетава Земја. Мојата професионална база во работата се хуманистичката и позитивната психологија. Хуманистичката се фокусира на позитивниот човечки потенцијал. Позитивната психологија пак како централен концепт го има концептот на благосостојба, што е еден поинаков повисок квалитет на среќа. Што е благосостојба? Да речеме, ние можеме да доживееме моменти на среќа во текот на денот. Меѓутоа, ако нашето секојдневие е полно со стрес фактори, ние нема да го оцениме нашиот живот генерално како задоволителен, дека сме среќни. Исто така можеме да доживееме моменти на среќа во една врска, во една релација. Но исто така за истата релација можеме да кажеме и дека нема генерално позитивно влијание врз нас како личности. Така што среќата во овој концепт на позитивната психологија, концептот на благосостојба, се фокусира, односно потекнува од грчкиот збор еудамонија, што значи добар, квалитетен живот. Би додала дека тоа е пронаоѓање на сопствена смисла во животот и да бидеме задоволни внатрешно од нашиот живот и од оно што сме го постигнале. Генерално, она што го дефинираме како проблем е всушност неисполнето очекување или нереализирана потреба. И за неисполнето очекување повторно нереализирана потреба. И ние некогаш не сме научени како да ги адресираме на вистински начин потребите. Не се ни освестени кај нас доволно. Зошто? Бидејќи ние се раѓаме сами, но сме биолошки предодредени на комуникација со другите луѓе, бидејќи не можеме да обстанеме сами. И всушност постојано сме во конфликт на две фундаментални потреби. Тоа е потребата за автентичност и за автономија и потребата за припадност. И дилемата е нели колку сме спремни да се откажеме од нешто свое за да припаѓаме, или колку да задржиме нешто свое, а сепак да бидеме прифатени од заедницата.
Нашите родители не учат повеќе како да се однесуваме заради нивната интенција да бидеме прифатени во заедницата, а помалку се фокусирале на тоа нели како се чувствуваме и кои се нашите потреби. И од тука ние не знаеме на правилен начин да ги адресираме. Вториот услов, каде што би имале избор да бидеме среќни, тоа е дали сме активни учесници во нашиот живот или сме пасивни учесници. Дали ние мислиме дека околностите ни го одредуваат животот или дека ние како се поставуваме кон тие околности, бидејќи луѓето многу често очекуваат дека околностите ќе се сменат кон нивните потреби, дека другите луѓе треба да се сменат според нивните очекувања, а тоа не оди така. Ние најчесто и не можеме да ги промениме околностите во кои живееме, но можеме да одредиме наш одговор кон тие околности. И тука ќе го цитирам Милтон Ериксон, еден познат психотерапевт, кој вели: често не можеш да влијаеш на картите што ти се поделени, но можеш секогаш да одлучиш како ќе играш со нив. Тоа е таа активна улога во сопствениот живот. Јас се профилирам како коуч, тоа подобрува и поддржува резилиентноста кај луѓето, бидејќи мислам дека тоа е најмногу тоа што им треба во денешно време на огромен број на стрес фактори и на промени што ги носат дигиталната револуција и технолошката револуција. И резилиентноста е отпорност кон, односно позитивна адаптација кон тие промени и полесно справување со стресот и со тие животни околности и животни транзиции. Целта е да се дојде до благосостојба. Мојата работа ималам на неколку столбови, што тоа би го поддржале, значи да би ја спремиле личноста, нели, за да дојде полесно до благосостојба. Тоа е фокусирање на силните страни на личноста и контекстот каде што може да ги употреби за нејзино добро, во нејзини цели. Второто е релацијата кон себе, себе прифаќање и негувачка релација кон себе, бидејќи човек што нема квалитетна и негувачка релација кон себе, нема да може да воспостави ни здрави релации со другите луѓе. Третото е луѓето и релации што не поддржуваат како личности. Тоа не значи дека никој што не тапша по рамо, туку никој што не поддржува. Како личности го поддржува нашиот раст. Потоа е ефективната комуникација, за оно што го кажав, адресирање на потребите, да отвориме канал на комуникација на ефикасно комуницирање на потребите и на целите, за да се разбереме. Тоа би водело до разбирање. И последниот, петиот столб е себе изразување. Ние сме јавни личности на некој начин, сме присутни на социјалните медиуми. Себе изразувањето е во насока на комуницирање на нашата автентичност и комуницирање на нашите вредности како луѓе. И тоа ја поддржува нашата автентичност практично. И тука сакам да кажам уште едно, да потенцирам истражување на една американска психотерапевтка, Сонја Љубомирски, која анализирала и истражувала среќата. И тоа истражување покажува дека 50% од среќата се должи на генетика, 40% на самосвесно однесување, самосвесни одлуки и само 10% на околностите во кои некој живее. А ние мислиме дека 90% зависат од околностите во кои живееме. Која е разликата? Се тие 40% самосвесни одлуки, дали ние го чувствуваме внатрешно локусот на контрола? Дека ние имаме моќта, одговорноста и контролата во нашиот живот, за да, нели, си го одредиме, или некој друг ни го води животот. И тие се тие 40% што влијаат на нашиот избор да бидеме или да не бидеме среќни. Јас на моите клиенти стално им кажувам дека имаат на располагање, би имале 4000 недели, ако доживеат 80 години. Тие 4000 недели, како човекот ќе си ги искористи, е негово право. Дали ќе ги искористи на креација или ќе ги искористи на фрустрација. Но да знае дека тој е автор, толку е времето е тоа дадено. И сега ние дали ќе одлучиме да живееме во минатото и да се занимаваме со тоа кој што свинин направил неправда, или во иднината, ама да се фокусираме на стравовите, на тоа што носи страшно иднината, или ќе живееме и сега и тука и ќе знаеме како да препознаеме што ни прави добро, како тоа да го комуницираме. Со еден збор, мојата максима е да бидеме автори, а не актери во сопствениот живот. Позитивната психологија влијае врз среќата на овој начин што ви кажувам, значи да се освести нашата активна улога во сопствениот живот. Односно, да се насочиме кон ресурсите наместо кон дефицитите.
Еве можам да споменам еден пример што сум го кажала и јавно. Тоа е со еден австријски психотерапевт Виктор Франкл, кој бил затворен во логорите на смртта. Потоа развива еден психотераписки правец и пишува книга Потрагата на човекот по сопствената смисла. Читајќи го неговото искуство, вие сваќате дека тој човек бил угледен, бил богат, имал се, и одеднашка преку ноќ тоа све го губи. Се наоѓа во еден логор, буквално гол, ишишан, и го крие докторатот под својот мантил, бидејќи тоа немало клауз да ги чува документите да може да се повратат, и му го зимаат, и тој станува буквално без ништо. За среќа преживува и потоа ја пишува и оваа книга и го развива својот психотераписки правец, логотерапија. Така што тој фокус и концепт што ви го кажувам, тој некој може да каже да, јас имав големи планови во животот, меѓутоа ме затворија и еве јас не можам понатаму во животот заради тоа и тоа, да наведете причини, бидејќи аргументи секогаш има. Или ќе речете да, јас сум еден од среќните што го пребродиле, го преживеале ова и сега го имам мојот живот понатаму на располагање како сакам да го живеам. Така да тоа е клучот на тоа како ќе се поставиме во животот и тоа е позитивната психологија, тоа го поттикнува кон сопствена благосостојба преку активна улога во сопствениот живот. Познатиот американски филозоф на среќата Вилијам Џејмс верувал дека среќата ги мотивира луѓето, па дури и може да представува клуч за човечката еволуција. Секој сака да биде среќен. Доколку некој ви каже дека не сака да биде среќен, да знаете дека ве лаже. А зошто? Затоа што среќата ни е дадена уште од раѓањето. Тоа е наше право и едноставно ни стекот на животот наша е одговорноста да бидеме среќни, вели за приказна Катерина Ангеловска, автор, тренер за личен развој и мотивацијски говорник. Кога ќе направам овдека една аналогија со една приказна, некоја жена се обратила на еден многу познат мудрец и го прашала: "Добро, кажете ми, што е тоа и како да бидам среќна и што е среќата?" Тој ништо не ја одговорил и она почнала да трага по среќата. Отишла на некоја далечна дестинација и после известно време сватила дека не е тоа среќата. И мудрецот после незиното враќање од таа дестинација и кажал: "Среќата не е тоа." После тоа отишла, купила куќа. Сватила дека среќата не е тоа. Нашла партнер. После известно време сватила дека среќата не е таму. И конечно се смирила себе си и се ставила во една состојба на смиреност, во една медитативна состојба и всушност за прв пат почувствувала во своето тело течение на една прекрасна еуфорија. И всушност тогаш сваќа дека она е потребно да најде среќата сама за себе. Дека е потребно да постане личноста која што прво и основно ќе ја направи токму нејза да биде среќна. Значи, среќата ние самите ја креираме. И затоа кога велиме среќа, тоа е моето мислење, среќа секој заслужува. Среќата и здравието веќе подолго време се анегдотски поврзани. Смеењето е најдобриот лек, стана клише со причина. Но истражувањата изминативе години потврдуваат дека среќата и здравието се навистина поврзани и дека нивото на среќа навистина може да влијае на нивото на нечие здравје. Со еден збор ќе кажам, нашите клетки танцуваат во еден занес, во една убава хармонија, во една здравствена, убава состојба, затоа што, впрочем, и среќата е кога имаме добро здравје, и физичко, и ментално, и емотивно здравје, така да физичките ефекти се сериозни. Зошто? Затоа што тогаш се активираат нашите допамин и серотонин, нашите хормони на радост и на среќа, и едноставно ние сме во едно флоу кој што буквално не носи во една поинаква димензија на постоење.
Да успеете позитивно да влијаете врз другите, да ги мотивирате кога се чувствуваат безнадежно, да им дадете тронка надеж, овозможувајќи им стрикни моменти кога тоа им е најпотребно, се најдобрите нешта кои човек може да ги направи за човек, секако и за себе. Прво и основно од каде да почнеме. Ќе почнеме од оно што пред малку го кажав, а тоа е да креираме личност која што ќе не направи среќни. Јас да бидам онаа личност која што ќе биде буквално среќна. Втора работа која што можеме да ја направиме е да се храниме здраво. Можам да јас веќе неколку години наназад не јадам месо, сум вегетаријанец, на добар пат да станам веган. И едноставно, доколку јадете здрава храна, верувајте ми, се случува магија во нашето тело. Да станеме автентични, да бидеме тоа што сме. Значи, мојата автентичност и она што јас го прикажувам во светот по кој што сум обкружена, она кое што сум јас, дали е тоа и лошо, и можеби и добро, и никакво. Значи, многу е важно да бидеме автентични. Автентични и да го покажеме она своje јас кое што можеби на околината и во социјалниот живот по кој што живееме нема да биде целосно прифатен. Но автентичност и живење автентичен живот е една од начините на кои што ќе го редуцираме стресот. Има уште многу. Значи, тука и благодарноста ќе ја споменам. Зошто благодарноста? Затоа што сите најголеми истражувања, ова не е измислена топла вода, туку сите истражувања што ги прават најголемите институти светски, доаѓаат до заклучок и покажуваат дека луѓето кои што се благодарни се едни од најсреќните луѓе во светот. Па сега видите каде сте вие во целата таа приказна. Дали парите влијаат на среќата? Дека парите не се единствениот критериум за среќа, покажува фактот дека од 1960 година па до денеска, бруто домашниот производ по жител во Соединетите Американски држави е зголемен за 3 пати, додека нивото на среќа на светско ниво на граѓаните на оваа земја останала на исто место, 11-то. Парите ни го олеснуваат животот и ни даваат можност да креираме можеби повеќе, бидеме на дестинации каде што можеби не можеме да отидеме кога ги немаме парите. Парите ни даваат можност да помогнеме онаму каде што е потребно во онаа најранлива категорија на луѓе, особено сега за празници, да нема ништо подобро кога даваш нешто, кога даваш од љубов. И парите би кажала дека во зависност од тоа како ги користиме и како ги доживуваме, ни даваат насока дали ќе бидеме среќни или нема да бидеме среќни. И за крај запомнете го овој цитат од познатиот американски филозоф на среќата Вилијам Џејмс. Јас не се смеам затоа што сум среќен, туку среќен сум затоа што се смеам. Неодамна го направивте првото истражување за среќа во нашава земја, па би сакала накратко да ги скоментираме податоците. Колку сме ние среќни, бидејќи најчесто на сите истражувања кои што се прават глобално, не сме на горната листа. Така, интересно прашање и навистина убава тема за разговор. Колку сме ние среќни? Јас повеќе на ова прашање би дала можеби еден малку поинаков одговор. Ние ова истражување го правевме во време на пандемија и да можеби тука треба да си го поставиме прашањето дали пандемијата да направи посреќни, што представува среќа и колку навистина одредени работи ние во овие 2 години променивме во начинот на однесување, во начинот на размислување, да не станеме посреќни или повеќе свесни за животот. Имено ако некаде можам да проценам на скала од 1 до 10 како нашите лица или во нашава земја се проценуваат, тоа би било дека некаде на скалата на 6 сметаат дека се среќни, например околу 1000 лица, што веројатно говори за тоа дека сме среќни над просекот.
Каква е проекцијата тука на мажи и жени, каков е соодносот, кој повеќе го качува просекот, а кој го спушта? Така, ако земеме во светски рамки, ако си го поставиме прашањето кој повеќе среќен, мажите или жените, да разликата е минимална, меѓутоа за 1% жените се оние во светски рамки кои што се посрекни. Од друга страна, во нашето истражување добивме податоци кои што индицираат дека мажите се оние кои што се посрекни, се проценуваат себе си посрекни, меѓутоа има разлика во профилот на мажи кои што себе си се проценуваат како посрекни и би рекла дека ајде најсрекни или највисоко на скалата се оценуваат оние мажи кои што вежбаат, значи водат грижа за своето здравје, оние мажи кои што се вработени, оние мажи кои што живеат во големи градови до 100.000, меѓутоа до 100.000 лица, во голем, меѓутоа не град како Скопје, ајде да речеме, и оние мажи кои што се во врска или во брак. А како е кај жените? Што велат параметрите за жените? Интересно, параметрите кај жените велат дека посрекни се оние жени кои што живеат во поголеми градови од 100.000 жители, оние жени кои што вежбаат еднаш неделно, оние жени кои што исто така се во брак или во врска, меѓутоа и оние жени кои што имаат домашно милениче. Така да, веројатно кај жените, знаете, низ традицијата нели провиува она дека жената е таа која што треба да се грижи за некого. И сега грижата за домашното милениче во овој случај да представува нели грижа и показател дека ние сме важни, односно дека таа ајде да речам потреба за важност е задоволена на жената, веројатно низ покажување на некаква грижа ја прави да се чувствува посрекна. Различни се убедувањата како некој ја перцепира среќата. Среќа за еден е можеби да гледа во облаците, за друг е можеби да си купи нешто, за трете нешто сосема друго. Но верувам дека во психологијата има некое формулирање што представува среќата. Не само што има формулирање, туку има и формула за среќа. Имено да многу е важно да знаеме дека среќата како концепт е проучувана уште од времето на античка Грција. Не е дека е некој нов феномен, меѓутоа во последно време се повеќе и повеќе почнува да се зборува за среќата, што мина навистина како психолог особено ме радува. Именно ако во минатото психолозите има задача можеби од стадиум на болест да го донесат едно лице во стадиум на здравје, односно од -10 да го донесат во ситуација на 0, денеска се повеќе психолозија, со тоа и нели самите ние се стремиме да стигнеме од ситуација од 0 кон некаде кон 10. И што би значило тоа? Тоа значи дека нели некако како да сакаме повеќе да работиме на својата среќа, на своето ментално здравје, и кога ќе се прашаме што е она што представува среќата, најголем дел на истражувањата велат дека тоа е давањето на смисла на животот. Односно дека многу посрекни се оние лица чиј што живот има смисла. И во таа насока нели кога велиме што велат психолозите, што е она што не прави среќни, тоа е најчесто нели давањето на смисла на живот, квалитетот на живот, благосостојбата, сето она што е поврзано со тоа како ние можеме да се чувствуваме подобро. А како би се чувствувале подобро, нели добро е да ја знаеме таа формула на среќа која што не вели дека 50% од среќата е наследна. Верувале или не, значи психолозите утврдиле дека среќата се наследува во 50% и дека зависи од тоа како нашите родители да воспитувале, зависи од генетиката, 10% зависи од средината во која што живееме или од актуелните случувања и 40% зависи од активностите што ние самите ги применуваме. Тоа значи дека во 40% од нас зависи колку ќе бидеме среќни. Тоа е навистина еден огромен процент, колку ние можеме да придонесеме за сопствената среќа. Верувам и во таа насока, во последно време се почесто сме сведоци на најразлични мотивацијски говорници кои што сакаат да ни укажат дека на некој начин не е судбината нешто што постои таму некаде, туку ние ја менуваме со нашите одлуки, со нашето однесување. Точно, значи ние сме тие кои што нели треба да промениме нешто кај нас самите за да на некој начин си го збогатиме животот и да бидеме посрекни. Што велат исто психолозите во однос на ова велат дека кои се среќни лица се оние кои што
знаат да бидат благодарни за се она што им се случува, знаат да простуваат, знаат да помагаат и сакаат да помагаат, нели, на безрезервно пружање на помош и поддршка, односно оние лица кои што даваат некаква смисла на животот. И ние можеби, нели, ќе бидеме родени како оптимисти или песимисти, од тоа можеби ќе зависи во некој процент нашата среќа. Меѓутоа, што дополнително ќе правиме, колку дополнително ние ќе се вклучиме во одредени активности, зависи од тоа, нели, каде ќе стигнеме на онаа скала од 0 до 10, колку сме ние задоволни од животот. И интересно е дека многу луѓе кога ќе почнат да се занимаваат со овој концепт на среќа и кога ќе почнат да посветуваат внимание на себе и да посетуваат курсеви, да се обидуваат да не знам, водат дневник на среќа и разни техники кои што, нели, се препорачани за тоа како да посветуваме внимание и да бидеме посрекни. После извесен период некако ако претходно на онаа скала на задоволство на животот се оцениле повисоко, после извесен период како да се проценуваат пониско. И тука веројатно, нели, се запрашуваат, јас работам на себе, се трудам да бидам посреќен, а некако како да регресирам назад. На што се должи тоа? Затоа што многу често ние пред да започнеме со тој процес на работа на себе, можеби сите сметаме дека или сакаме да се прикажеме, знаете како кај нас во општеството постои една тенденција, нели, дека е убаво да бидеме среќни. И многу често луѓето дури како да имаат потреба и да сакаат да се прикажат среќни во очите на другите. А кога ќе почнат навистина да работат на тој концепт на среќа, некако како да сваќаат дека и не биле толку високо на таа скала. Би сакала да го спомена моментот дека позитивната психологија во последно време се споменува како нешто ново, иако не е баш најнова, можеме да споменеме, дека постои уште од времето на Маслов, кој што направил една пирамида во основа и на која точно укажува што задоволуваме и што на некој начин влијае на нас во одреден период од животот. Ни се потребни други задоволства за да бидеме среќни. Колку позитивната психологија може да ни придонесе, односно да не поттикне да учиме како ние да си го трасираме тој пат да бидеме среќни. Убаво што го споменавте Маслов. Јас за жал сметам дека таа пирамида каде што на почетокот според Маслов се, нели, задоволување на оние биолошки потреби, а за на самиот врв да стигне потребата за самоактуализација, некако во последно време како да е свртена обратно и како сите ние да трчаме по таа потреба за самоактуализација, меѓутоа како да забораваме на основните биолошки потреби, како да забораваме на потребата за сигурност, потребата за емоционална припадност. Веројатно и брзиот начин на живот и промените кои што се случуваат некако како да придонесоа да повеќе го бараме оној престиж или самозадоволство или добра јавна слика. И токму поради тоа и како што реков на самиот почеток, сметам дека пандемијата придонесе да повеќе се свртиме кон семејството, да повеќе се свртиме кон она што ни се случува дома, дури кон самите себе си, а помалку да бидеме насочени кон она што се случува надвор и како ќе се прикажеме надвор. И мислам дека навистина тоа придонесе да се зголеми среќата кај сите од нас. Јас навистина, ако од една страна, нели, можеби да зборови кои што најчесто се употребува изминатите 2 години беа страв, изолација, пандемија, стрес и слично, некако од друга страна сметам дека многу често беше употребуван и терминот ментално здравје, што за многумина е се уште можеби како табу термин, меѓутоа навистина сметам дека некако во овој период научивме како да го напредуваме и како да работиме на зајакнување на нашето ментално здравје, што од друга страна е, нели, предуслов за среќа. Затоа што ние велиме, ако во минатото се трудевме да, нели, ако психолозите се трудеа едно лице од -10 да го донесат во состојба на 0 или од болест во здравје, не мора да значи дека секој лице што е здраво и среќно лице. Апсолутно тоа не е. И затоа сега велиме дека се трудиме од состојба на 0 да го донесеме едно лице во состојба на 10. Дали парите се на некој начин пречка или пак нешто што позитивно влијае на дефинирањето на среќата кај многумина? Така, нели, ако тргнеме од онаа дефиниција дека парите не ја прават среќата, јас се согласувам дека не ја прават, меѓутоа се предуслов за еден добар начин на живот. Можеби некај нас, меѓутоа во светски рамки се правени многу истражувања кои што говорат за тоа дека лица кои што добиле преку се збогатиле преку ноќ, кои што добиле на лотарија, значи огромна сума на средства преку ноќ, и, нели, таа еуфорија траела во текот на една година каде што можеле да си дозволат се, меѓутоа после една година се враќаат на стадиум на кој што била претходна, па дури во полош стадиум. Затоа би можела да кажам дека навистина парите
представуваат предуслов за да ние имаме добар квалитет на живот, меѓутоа апсолутно не значи дека се и фактор кој што нели од кој што зависи среќата. Имено имаме многу луѓе кои што нели ако направиме една корелација дека најголем дел на процентот на луѓе кои што имаат поголемо количество пари, веројатно и поголем дел од својот ден го поминуваат на работа. И од друга страна нели можеби во тркало на животот парите и работата не се некаде на 10-то ниво, односно нели на највисоко ниво. Меѓутоа тука веројатно се скратуваме време за себе, време за семејството, време за пријателите, а тоа дополнително нели влијае да го намалиме квалитетот на живот во однос на другите сегменти. Така што не би сакала да го употребам терминот баланс, не ми се допаѓа тоа како термин, меѓутоа веројатно приоритизирањето е многу важно да утврдиме што е она во моментот ми представува приоритет и што е тоа што во моментот ќе биде клуч за мојата среќа. За крај само уште ова, колку дигиталните алатки, социјалните мрежи влијаат на перцепцијата за среќата, дали не изолираат или пак поттикнуваат за малку поинаку да се гледаме себе си во поглед на среќата? Така, јас според мене сметам дека социјалните медиуми имаат нели две страни на една паричка, односно колку од една страна знаат да не трујат со информации, знаат да нели не бидат секојдневно извор кој што некогаш ќе не биде извор на стрес, некогаш ќе не биде извор на можеби среќа и слично. Од друга страна, значи веројатно ние како лица кои што нели сакаме да работиме на себе, добро е да си поставиме една граница што е она, да направиме селекција, можеби кои медиуми и колку време ќе посветам на апсорбирање на информациите од медиумите и да направам рестрикција нели на тоа што ќе го восприемам. Од друга страна, секако социјалните медиуми представуваат и еден извор каде што ние сакаме да се прикажеме во едно социјално пожелно светло и тоа е многу нормално во човековата природа е да нели сакаме секогаш да другите не перцепираат како среќни, успешни, задоволни, иако не секогаш сме такви во даден момент. Ајде да кажам уште еден сегмент на социјалните медиуми кој што е многу важен е дека нели постојат и многу алатки, апликации кои што пак од друга страна нели не се поврзани со тоа колку можеме да работиме на своето ментално здравје и на среќата. Меѓутоа многу е важно да бидеме свесни дека тие социјални медиуми на некој начин се поврзани со хормонот на среќа, односно со хормоните на среќа, па дури се смета дека не знам секој лајк или секој коментар или не знам преглед на видео го лачи хормонот ендорфин што па е поврзан со нели тој кој што е поврзан практично со излучување на среќата кај нас, така што веројатно треба нели самите да бидеме оние кои што ќе направиме селекција што ќе примаме како информација, од кои медиуми, во колку време нели ќе си дозволиме да ги конзумираме медиумите или пак дали истите ќе ги користиме за да си го напредуваме сопственото здравје. Водена од идејата за нешто уникатно и силната желба да го обои своето, но и секојдневието на своите сограѓани. Ирена Гуржовска започнува да прави букети, но не обични букети од цвеќе, туку букети што се јадат и кои ги нарекува букет среќа. Букет среќа јас знам да кажам дека се роди заедно со моето второ дете, поради тоа што целата приказна тргна кога мојата киркичка имаше само 3 недели. Меѓутоа инспирацијата сепак е потегната од мојот постар син, поради тоа што првиот букет кој што јас воопшто го направив и го замислив беше за неговата прва приредба од градинка. Првиот пат отидов нарачав од цвеќара, меѓутоа не излезе тоа така како што си го имав замислено во главата. После приредбата и после тој еден неуспешен букет кој што го направија други, почнав да истражувам и да пребарувам на интернет дали воопшто има нешто такво. Првиот букет беше од чоколади, меѓутоа сакав некако да го натерам детето да јаде повеќе здрава храна, повеќе витамини, повеќе овошја. И почнав да пребарувам овошни букети на интернет. Се запишува на онлайн курс по фудфлористика и станува првиот фудфлорист на Балканот. На инсистирање на една нејзина пријателка, отвара Facebook страна и веста за букетите што се јадат за многу кратко време се шири низ Скопје, а потоа и низ целата држава.
Јас често велам дека не само букет среќа, туку и моја лична мисија е да ги правам луѓето среќни. Едно од нештото кој што сакам да го направам преку букетите е да го обојам сивилото на градот и да направиме што е можно повеќе луѓе среќни со и без причина. За мене среќата секако е во секојдневните мали моменти, во насмевката на клиентите, во изненадениот поглед кога некој ќе добија букет кој што не го очекува. Среќата е секако моето семејство и моите блиски. За фуд-флористиката во нашата земја, но и во Европа се знае многу малку. Најмногу фуд-флористи има во Русија и земјите од поранешниот Советски сојуз, додека во Европа се само неколку, вклучувајќи ја и Гуржовска. Уште кога почнав да ги изработувам, односно за време на курсот кој што го поминував, сите букети кои што ги правев им ги подарував на моите блиски. Реакциите до ден денеска се исти. Луѓето се изненадени, вчудоневидени и првиот впечаток е секогаш букетов не е од цвеќе, букетот се јаде. Така што мене ми е многу голема чест и задоволство да бидам прв фуд-флорист кој што тоа го направи тука. И сметам дека е многу убава и одговорна работа и мисијата која што јас ја носам. Среќата е насекаде околу нас. Семејството, пријателите, природата, малите нешта, работата. Да ја наоѓаме среќата во секојдневните моменти, во рутината и во она што секој ден ни се случува. Кога ќе најдеме среќа во најситните елементи од денот, кога ќе се израдуваме на тоа што денес ќе имаме сонце, утре ќе му се израдуваме на снегот, па никогаш дури и на маглата кога ќе се крене од градот, тогаш ќе бидеме навистина среќни и задоволни. Секој од нас различно ја доживува среќата, но она што е факт, она што е заедничко за сите е дека при чувствување на среќата сите имаме некоја позитивна реакција. Еве што истражуваме поврзано со ова во денешнава приказна. Секој од нас среќата ја дефинира и опишува на различен начин. Некој ја меша со чувство на радост, некој ќе рече дека одамна не ја почувствувал, друг ќе каже дека среќата е недостижно скалила во ова време на зголемен стрес и изместени вредности. Меѓутоа, секој од нас во роденденските, новогодишните и сите други честитки посакува среќа. Вела дека на човек му се потребни само 3 работи да биде среќен: причина да сака, причина да работи и причина да се надева. Малку како народ треба да се смениме, да бидеме добри, пријатели добри, да не завидуваме на оние што се успешни. Иако проучувањето на среќата не е нов концепт, само во последниве години психолозите почнаа да ги разбираат важноста и далекосежните импликации на позитивните емоции. Научниците заклучуваат дека клучот за човековата благосостојба се силните социјални врски и чувството за цел. Со други зборови, вклучувањето во работи кои се за поголемо добро на човештвото. Некојаш самиот наш умствен став ни прави како да не можеме да имаме задоволство и среќа. Како да сме научени дека даваме акцент на нешто што е негативно. На човекот, за да има среќа и да има убава мисла, му треба простор, му треба позитивност. Простор, не зборам само физички простор, па и физички простор, да ако некој не ограничи во некој мал физички простор, доаѓаат негативни мисли. Но ако отидеме некаде, например сме на плажа или сме на планина и го гледаме тој убав видик, доаѓаат позитивни емоции, позитивни мисли. Зошто? Затоа што имаме ширина. Едно од 10 лица во Македонија се опишува како многу среќно за разлика од 6 на 10 лица во светот според последниот светски извештај за среќа, покажува првото истражување за среќа спроведено во нашава земја. Позитивната психологија или науката за среќата е студија за тоа што точно ги прави луѓето среќни. Позитивна психологија е нова, значително нова гранка од областа на психологијата и произлезена од потребата на луѓето да се чувствуваат, односно да знаат што е тоа што ги прави нив среќни и кои се начините и методите со кои можат да се чувствуваат посреќни, позадоволни, поисполнителни. Така да, самата гранка позитивна психологија се занимава со проучување токму на овие аспекти, односно се занимава со проучување на улогата на човекот
Во општеството, со оглед на тоа колку тој се чувствува среќен и на кој начин се чувствува среќен. Позитивната психологија индицира или насочува на позитивни работи, позитивни нешта, убави нешта во животот што му се случуваат на човекот. Давање акцент на нешто што е добро, барем од мој аспект така го разбирам и мислам дека во животот многу важно да даваме акцент на нешто што е добро, на нешто што е убаво, на нешто што не се случило како убав момент. Животот не можеме да го контролираме и да речеме окей, само убави моменти сакаме да ни се случуваат, но често пати знаеме да се фиксираме на толку негативна работа да го запоставуваме тоа што е добро. Движењето позитивна психологија има своји корени во работата на хуманистичките психолози, како што е Абрахам Маслоу, кој се обиде да се фокусира повеќе на здравиот човечки развој, а помалку на патологијата. Првенствено е основано од психологот Мартин Селиман, кој го направи во фокусот на неговото председателствување со Американското психолошко друштво и ги инспирирал другите да придонесат кон оваа растечка област на студии. Позитивната психологија има за цел да открие што прави да напредуваме во животот. Ние сме научени дека, окей, негативните работи, критиките мислиме дека ќе не коригираат, ќе критикуваат некој човек за да се подобри, но фактички луѓето се подобруваат многу повеќе ако им се дава пофалба, ако им се дава признание, ако им се дава награда, ако им се дава валидизација или вреднување, затоа што тоа е давање на акцент на нешто што е добро. Позитивни вредности и ставови кај луѓето, развивање на позитивни мисли и емоции кај луѓето, осознавање на благосостојба, осознавање на добрување, односно оние нивоа на среќа кои сакаат луѓето да ги постигнат, на себе спознавање. Благодарение на позитивната психологија, документирано е дека негативните емоции како гнев, вознемиреност и тага може да влијаат на нашето здравје на негативни начини, како што се активирање на нашиот одговор на стресот и да придонесат за хроничен стрес, што не прави поподложни на кардиоваскуларни болести. Самите позитивни емоции докажано е дека придонесуваат за добросостојба и на нашето тело. Ние не сме неповрзани, умот и телото, односно душата и телото и нашите емоции и телото се поврзани. Така да самите наши позитивни емоции го лачат хормонот на среќа кој придонесува да се развиваат позитивни протеини во мозокот, кои придонесуваат за подобар крвен притисок, подобро срцево отчекување, односно намалување на можноста да се заболиме од срце или подобар крвоток, намален крвен притисок. Недостигот од физички активности може да влијае врз среќата. Но не само за оние кои што се занимаваат со спортување, туку за сите нас. Како? Ќе ви откриеме денес во артикулација. Првиот меѓународен ден на среќата се одржал на 20 март 2013 година по неколкугодишна кампања од страна на советникот на Обединетите нации Илиен. Илиен растел во дом за деца без родители во Калкута, се додека него посвоила американско семејство. Неговата животна приказна го мотивирала да стави крај на глобалната нееднаквост. Сите земји членки на Обединетите нации се охрабруваат да учествуваат во меѓународниот ден на среќата, да ја подигнат свеста за важноста на позитивните емоции за човештвото и да им помогнат на другите да најдат начини да создадат среќа. За психологијата, среќата е позитивна емоционална состојба до која стигнуваат индивидуите кога ќе ги задоволат своите желби и ќе ги исполнат своите цели. Среќата како таква се мери со способноста на секој човек да даде решение за различните аспекти што го сочинуваат нивниот секојдневен живот. Во оваа смисла, луѓето кои ги имаат опфатен овие аспекти треба да бидат посреќни, да се чувствуваат самоисполнети и комплетни. Зигмунд Фройд сметал дека среќата е нешто утописко, бидејќи за да биде возможно, не може да зависи од реалниот свет, каде што поединците постојано се изложени на непријатни искуства, како што се неуспехот и фрустрацијата. За Аристотел, среќата е поврзана со рамнотежата и хармонијата, а се постигнува преку дејствија насочени кон самореализација. Епикур од своја страна посочува дека среќата значи задоволување на желбите и задоволствата. Лајбниц, бранител на рационалистичката теза, смета дека среќата е адаптација на човечката волја кон реалноста. Пандемијата не направи помудри, односно
не научи како повеќе да го сакаме животот. Во таа насока сите веќе свативме дека среќа е да бидеш жив, обкружен со оние кои што ги сакаш и оние кои те сакаат. До видување, бидете среќни.